Господин Трендафилов, како ќе коментирате посетата на бугарскиот премиер Кирил Петков на Република Северна Македонија? Па со оглед на односите меѓу Скопје и Софија во овие неколку години, мислам дека впечатокот од двете страни на границата е дека посетата на премиерот Петков сепак представува позитивен чекор. Или основната намера во подготовките и во најавите од пресслужбите на двете влади беа во духот на тоа дека разговорите треба да се поместат од некаква студена или мртва точка, да се релативизираат некои моменти од комуникацијата во минатиот период и да се даде позитивен импулс на идните случувања за кои веруваме дека можеби не е толку оптимистички за кратко време, но дека сепак ќе дадат позитивен резултат во наредни дни. Дали според вас ќе бидеме сведоци на тоа тешките прашања да бидат не само на втор, туку и на по-заден план? Мислам дека во овој момент такво нешто е невозможно да се случи. Невозможно не заради во некоја предпоставена ситуација дека некој би имал намера тие прашања кои вие велите дека се од посложена природа да се стават под тепих, затоа што прашањата се на дневен ред. Можеби ќе има напори да се одложат, можеби ќе има напори разговорите кои ги тангираат тие прашања да не испливуваат на прв план, да ги полнат новинските наслови, но прашањата нема да исчезнат и прашањата ќе треба и ќе мора да се решат во конечна линија. Вие бевте еден од поканетите на средбата со Кирил Петков во бугарската амбасада. Како ќе коментирате таа средба? Мнозина и поугледни и поупатени луѓе веќе на ова прашање во последниве 2-3 дена зборуваа. Јас не би сакал да додадам нешто во таа насока. Да, впечатокот на поканетите можеби не кореспондираше со нивните очекувања и би го квалификувал тоа можеби како некое непријатно, но сепак недоразбирање првенствено. И верувам дека луѓето кои беа присутни на таа, би ја нарекол куртоазна и прва средба со министер-председателот на владата Кирил Петков, дека во многу скоро време ќе имаат прилика во работна атмосфера, очекувањата кои тие сакаат да ги споделат со него, дека ќе имаат прилика тоа сепак да го направат. Каква ќе биде според вас улогата на председателот на РС Македонија Стево Пендаровски во решавањето на проблемите, на отворените прашања меѓу Македонија и Бугарија? Во Македонија понекогаш е тешко да се направи анализа за некое предпоставено поведение за избран или именуван функционер. Актуелниот председател на Република Северна Македонија, господинот Пендаровски, заедно со поранешниот премиер Заев, со министерот за надворешни работи Димитров, беа доста активни околу преговорите со Република Грција пред и непосредно по потпишувањето на така наречениот Преспански договор. Поведението во тие денови, иако тој тогаш зборуваше од сосема поинаква политичка улога од она што има сега, имаше сосема поинаков тон отколку овој тон што го слушаме кога тој или од неговиот кабинет излегуваат соопштенија кои се однесуваат на односите меѓу Република Бугарија и Скопје. Можеби ќе се обиде да се дистанцира од оптимизмот кој го покажува владата во Скопје после посетата на премиерот и пред посетата на премиерот Петков, доколку процени дека евентуално тоа би му носела политичка штета. Едно можеме да очекуваме дека ќе покаже председателот на Републиката поактивна улога од
онаа што ја има досега. Во голема мера за одредени прашања се појавувал постфестум, откако е се завршено. Да видиме како ќе помине средбата со организации кои беа најавени дека ќе ги прими од Република Бугарија и конечно дали ќе дојде до посета на официјална Софија и дали ќе се сретне со председателот Радев, со кој веќе еднаш има заедничка активност, тоа е одближувањето на денот на светите Кирил и Методи. Мислам дека во овој момент би бил сосем отворен, мислам дека ќе треба да очекуваме поактивна улога во сиот овој процес. Но каква ќе биде тоа треба да видиме времето што ќе покаже. Во Комисијата за заштита и спречување на дискриминација и кај Народниот правобранител има само 2 представки за дискриминација на база етничка припорост од страна на македонски бугари. На што се дължи тоа? Нема бугари во Македонија? Или бугарите се плашат и не сакаат да праќаат представки во овие институции? Кратко, веројатно одговорите на овие 2 прашања е не и во едниот и во другиот случај. Неодамна имав некое слично прашање, но и се појавува од време на време во јавноста, па ќе искористам трибуна да зборувам малку повеќе или можеби малку поконкретно на оваа тема. До пред известно време председател на антикорупцијската комисија беше актуелниот председател на Државната изборна комисија господинот Даштевски. Беше обвинет од јавноста и од печатот, од политички партии, дека во исклучително брз рок, стануваше збор веројатно за 5-6 дена, му издал документ од институцијата на поранешниот премиер Груевски, дека да, тој е дискриминиран во сите оние судски правни постапки во истраги. Господинот Груевски тој документ го приложил пред властите во Унгарија и тој документ во постапката за барање азил го представил првиот формално правен чекор. Истиот господин Даштевски, покрај целата врева во јавноста како е тоа недозволиво, како има други случаи кои со месеци или со години не се решаваат, ја истакна својата кандидатура во собранието, поддржан од најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, да биде председател на Државната изборна комисија. Неговиот избор во парламентот помина со 97 гласови за, кој добро ме служи помнењето, ниту еден против, ниту еден воздржан. Вревата околу поведението на господинот Даштевски, кога бил председател на антикорупцијската комисија, исчезна од дневен ред и наеднаш господинот Даштевски беше прифатлив за членовите на парламентот да извршува таква улога сериозна каква што во нашиот систем е поставена Државната изборна комисија. Ова не е единствен случај. Ние имавме неколку случаи кои ги споделивме со меѓународни организации. Не се однесуваат само на права кои се повредени од аспект на етничка или национална припадност. Иако имаме и такви. Просто сега директор на Комисијата за спречување на дискриминација е господјата Весна Пендарска, поранешен председател на Социјалдемократскиот сојуз, еден од нивните поактивни членови во еден поранешен состав на парламентот. Логично е секој кој мисли дека му се повредени правата да чувствува недоверба до таа институција. Прашањето за човековите права се растегнува со децении во земјава и обично тоа е интересно кога доаѓа мисија на ОПСЕ, кога имаме некако флагрантен пример кој ќе заврши на насловните страници на печатот. Но решавањето, мислам дека ниту еден случај не завршил позитивно, затоа што и не треба да бидеме
изненадени со оглед на перцепцијата на правосудниот систем и во неговиот и професионален и морален капацитет. Овде сакам да подсетам, ние сме зборували во 2-3 прилики во минатото, на еден конкурс за прием на слушатели во Академијата за суди и обвинители се јавија 3-40, ако ме служи помнењето, стручни соработници од обвинителство од судовите во земјава. 3-40 фалсификати беа пронајдени за познавање на англиски јазик, беше отворена некаква истрага. Еве, јас не знам дали таа истрага е завршена, дали некој е санкциониран или тие луѓе си се запишале сосем слободно на Академијата, имаат завршено и денеска се прераспределени на должност по судовите и по обвинителствата во земјава. Значи, кога перцепцијата е таква, илузорно е некој да очекува дека човек кој чувствува независно дискриминација од кој побуди мотивирана, кога нема доверба во системот, бидејќи уставот е таков каков што е, не секој чувствува дека уставот тој е заштитен во рамките на уставните права кои му се дадени. Затоа и нема и не верувам дека ќе има. Значи, тоа не е само прашање на дискриминација од, не знам, етничка или национална природа. Пристап до јавни услуги, пристап до работа, значи, цела една лепеза на дискриминација која судовите не реагираат по преставките. Затоа и ги нема.